Еден момент кога беше поставена на заседа за приведување, тоа некаде беше мислам Кадрифаково едно село, за приведување на еден моќен македонски бизнисмен кој што се живо диво искупи во оваа држава без пари, не е тајна ќе кажеме неговото име Методија Смиленски. И тоа беше еден шок за нас кога требаше да се приведе човекот, премиерот Георгиевски седеше со него во иста кола и одеше да отвара една негова заетинара таму, една фабрика за заетин во Свети Николе. Значи тука јас за да говорам на гледачот, јас напротив не се сложив со тоа рекетирање, бидејќи можев и јас да продолжам со тим честа и достоинството мене не ме дозволуваше. Од една едноставна причина што како правник сакав да заврши таа законска процедура и од крајна прилика што материјално сум добро ситуиран и немаше потреба да ги рекетирам тие луѓе. Одиме побрзо имаме прашање многу. Анонимен гледач, срдечен поздрав до гостинот и колку пратеници смета да освои во четвртата изборна единица и дали би претендирал на премиерска функција доколку би освоил мнозинство во парламентот? Во прашање. Ви годи така се смеете. Па видите сега, ние не правиме здружение, направиме партија да освоиме власта. Добро. Ако сакавме да правиме здружение, ќе правиме некој здружение. Добро. Инаку, тоа е вака сега, да бидам, чим веќе манипулирам со бројки, би биле задоволени со едно од 3 до 5 пратеници во ова изборна единица. Добро, од 3 до 5 пратеници не се освои во власта. Како? Од 3 до 5 пратеници не се освои во власта. Јас не гледам партија што ќе освои власта, што ќе освои 61 пратеници. Ќе ве кажете една партија која што ќе освои 61 пратеници. Значи од вас ќе зависи мнозинството. Па, од сите тие партии што ќе се преваруваат, али не гледам ни една што може да освои 61 пратеници. Добро, анонимен гледач од Смоларе, дали во вашата програма се планира нешто и за земјоделството? Вие зборувавте околу тоа. Јас ги кажав сите тие конкретни мерки, само да кажам дека овој изводок од програмата што го гледа камерата е отпечатен во 30.000 примероци, денови и во целата изборна единица се дистрибуира во огромни количини и во Струмица е испратен контингент од 6.000 примероци, а може да прочитаат и ќе видат конкретни мерки за земјоделието. Поздрав до гостинот, дали ако влезете во парламентот ќе се откријат криминалци во Струмица и во Македонија? Во Струмица веќе од прилика јас вечер ве кажав, тоа е една банда од 5 луѓе, веќе што ги знаеме, што изградија веќе 20 од нив едни велелепни вили на водно и пак ќе кажам проблемот е лесно решлив. Работите ги знаеме, само треба волја и желба. Одиме понатаму, дали ќе бидат изборите фер и демократски, тоа одговоривте. Фер демократски, тоа е мислена именка. Поздрав до гостинот, како лидер на Народното движење за Македонија, што би направиле за системот Турија Струмичко, бидејќи доста е руиниран и дали ќе го донесете законот за водостопанство? Видите вака, сега само накратко можам да кажам, од 2003 година, бидејќи тоа рамковен договор предвиде нов закон за локална самоуправа, сите локални проблеми со тој закон веќе отпаѓаат на локалната самоуправа. Во парламентот, во владата ќе се водат само таа така наречена условно кажано висока политика, безбедност на дворешна политика. И луѓето не се на тие лаги, политичари кои што им доаѓаат им кажуваат дека ќе им градат патишта, мостови, комунални работи, сите тие работи, детски градинки, социјала, образование, заштита, водовод спаѓаат од 2003 година исклучиво во рамките на локалната самоуправа. И како можеме да го решиме проблемот? Го повикувам граѓанинот, ако се осеќа способен, квалитетен, да не се приклучи за 2 години ако има локални самоуправи, локални избори, да направиме квалитетна советничка листа, да освоиме локалната власт и да најдеме честни и искрени луѓе, да освоиме локалната власт и така ќе се решат проблемите. Добро, дали тоа што го ветувате ќе го исполните или ќе излезете како другите партии? Едно ветува, друго право. Јас имам посебна обврска, ова што го кажам тука има посебна тежина, бидејќи јас сум од овој крај тука, имам голем број пријатели, роднини и јас имам дополнителна обврска бидејќи од 365 дена во годината ја престојам најмалку 100 дена и сакам утре со луѓето она што сум го ветил и да го остварам, да можам да ги погледнам во очи, што значи јас стојам за ова што го кажувам и имаме сериозна намера да го стварим ова, а уште само ако кажам дека ќе биде многу лесно и едноставно бидејќи ги знаеме работите. Јас и мојот сопруг сме без работа, имаме 3 деца, и тоа ученици. Немаме пари ни за книги. Дали ако дојде вашата партија на власт, ќе има работа барем за еден од нас? Видите вака, и до 98 година овие владините програми ги лажеа дека ќе работат најмалку по еден член од семејството. Тоа е на голи фрази, на манипулации. Јас себе не знам дали не слушав во првиот дел, конкретно кажав како може во стар да се вработат 230.000 луѓе. Таа банка, тој фонд на пари само треба да се вратат назад, а во делот на образованието што кажа точно е, образованието стана луксус и некако резултат на тие пари што ги нема во буџетот, некако резултат на тие мафијашки кланови што владеат и таа болна желба само за моќ, за профит и за слава. Ние имаме запишано една мерка тука дека предвидуваме современо, бесплатно образование за сите оние кои што го посекуваат тоа. Од една едноставна причина бидејќи има пари во оваа држава. А во однос на вработувањето, кажам дека преку таа државна банка автоматски се решава проблемот со вработувањето во оваа држава. А зошто не се прави ова зборот? Одиме понатаму. Дали ако би биле во власта,
и би дошле министер за внатрешни работи, дали би го спроведувале законот за безбедносните сили, дали би ги амнестирале сите криминалци од државата и би ги довеле во редовите на полицијата во составот на лавовите? Вака сега, јас пак ќе наведеме обратен принцип. Сите криминалци ги ставиме таму каде што предвидува кривичниот закон. А точно ова што кажува гледачот, жално е денеска сите криминалци бега во полиција. Полицијата ви стана легло на криминалци, а од друга страна ги бркаат полицајците да си одат. Тоа е една жална слика и ние имаме сериозна намера да го реформираме тој безбедносен систем и да го дадеме на вистински луѓе, а не партизирани министри. Еден начин како што е да кажеме целосна департизација на тој систем и вистински компетентни и стручни луѓе кои ќе се разбират работата. Сите тие професионалци кои што на неоснован и незаконски начин планираниот број не е имал, беа избркани од тие служби, ние имаме сериозна намера да ги вратиме и да ги дадеме сите потребни раководни места со цел вистинските професионалци да ги водат тие потребни ресори. Сега не е тајна во Министерството за внатрешни работи ви е извршена кадровска диверзија. Криминалци ви ги запоследува на највисоките мести, добија генералски чинови. Тоа е една жална слика и се пак повторам, пак е тоа резултат на човечки фактор. Одиме понатаму. Дали, доколку би биле министер за земјоделство, би обрнале внимание на земјоделците? Претпоставам, Јас ги кажав тие работи. Претпоставам немате такви амбиции така. во тој ресор. Немојте сега, јас по професија сум правник, ако зборувам само до политички работи. Значи можете, добро. За тоа одговоривте. Ме интересира како е вашето мислење за синокешниот митинг во која Снешка од страна на лидерите на коалицијата толку вулгарно е споменувана, а посебно од Гошев, кој сакам и гледачите да слушнат за тоа и какво е вашето мислење како лидер на партијата. Да се види лентата од 98-ма, кога Гошев беше со ВМРО ДФМН. Петар Гошев за мене е едно големо разочарување на политичката сцена во државата. Пред неколку години имав некој високо мислење за тој човек како стручњак, како економист кој што ги разбира работите, но ова што го направи сега со оваа коалиција, тоа е еден голем срам за него, бидејќи сега кажува, гледате што кажува дека Бранко Црвенковски е вистинскиот човек за оваа држава, а само како што кажа да ги вратиме лентите, ќе видите што Гошев баш бореше за тој Бранко Црвенковски, но тоа кажува за тој двоен морал, за тие двојни стандарди на луѓето. Едноставно овој човек е едно големо разочарување за мене и очигледно овој човек веќе не успеа така да кажем се докаже на македонската политичка сцена и ќе замине недокажан во политичката историја. Имате ли позитивно мислење за некој политичар во Македонија? Па за сега можем да кажеме дека нема. Политиката веќе така да кажеме е сведена на едно најниски гранки, на една толку девалвирана, толку е посрамотена да кажам, а како гледаме дека во сите тие западни земји политиката е најобично човечко занимање, но за жал тука тоа стана една валкана работа, една нечиста работа, асоцирана на нешто лошо и ние имаме намера во рамките на можното, во рамките на тоа, во тие рамки да ја вратиме барем во известни рамки таа морал и таа честност во политиката. Ако малите партии дојдат на власт, дали за сите луѓе во Македонија здравствените услуги ќе бидат бесплатни или да се стави крај на Ергенот Војо Стојановски, секретар за здравство? Па, се не знам малите партии што ќе направат. Ние големите партии имаме намера едноставно да ги ставиме тие луѓе во затвор. Еве за любопитност на гледачот што каже преска. И директор на здравство за фондови во тој список од 24 луѓе. Така, дали бевте на митингот на коалицијата за Македонија заедно? Не бев, немам гледан еден митинг, бидејќи во понеделникот бевме на митинг наш во Неготино, вторник во Кавадарци, вечерва сме во Струмица, утре сме во Радовиш, така да не можам, не се вратил митинг, але прилика знам што кажуваат. Тоа се веќе едни истрошени зборови, едни празни фрази, секоја вечер ги слушате. Сега очигледно нема потреба да го слушате Бранко Црвенковски. Он исто го кажува што Лјупчо Георгиевски го кажуваше 98 година. Анонимен гледач вели на иста бранова должина сме со него веројатно. Како господинот Бачев да ви веруваме дека ќе искорените митото и корупцијата во Македонија ако дојдете на власт, а пред малку давате ум пред јавноста како да се подмитат леотари пред ју. Па тоа ја кажав, тоа се познати вистини во меѓународни рамки. Како инако на друг начин. Тие луѓе, пак ќе повторам, меѓународната политика по дефиниција е политика на интерес и се е работа на тактика и на стратегија на однесување. Тука нема големи филозофии. Мора во тие меѓународни рамки да знае како да се игра. Меѓународната политичка сцена е многу сурова, таму реалноста е многу сурова. Таму првенствено водилка на сите работи е интересот во тие меѓународни рамки. Тука нема сентименталност, нема емоции. Или сте способни, или сте успешни, или ќе преживеете, или ќе се распаднете како држава. Анонимен гледач вели со искреност го поддржувам гостинот. Ако дојдат на власт малите партии, дали ќе го исполнат тоа што го зборуваат сега? Па сега јас пак кажав, ние сме голема партија, бидејќи тргнуваме ќе вие кажавте вечерва, освен ВМРО да помени СДСМ и ние нити еден не одржам митинг на площадот во Струмица. Така, со таа разлика што околу публиката имаше некоја разлика. А публиката вечер имаше Струмичани, на митингот на ВМРО да помени и на СДСМ имаше луѓе од цела Македонија, а немаше Струмичани. Тука има една квалитетна разлика. Добро. Анонимен гледач, дали апсењето на директорот на шумското стопанство во Ландово и преведувањето на судиите во Гевгелија
ги има извршено лично Бачев и по чиј налог и дали е во согласно со законот? Видите вака, јас кажав дека во тој период, некаде 99 година, се преведува 42 директори. Јас се ви вечерва кажувам, како бидејќи сум правник по професија, ја видов целата таа документација и сите тие 42 директори беа, нивните преведувања беа законски и основани. Имаше валидна судска документација, но зошто тоа не се случи, зошто не добија судски епилог сите тие преведувања? Јас кажав од тој фатален налог на премиерот да не се окончат тие судски постапки, односно тие луѓе да се рекетираат. И заради тој налог, како што кажав, Кортулија, така кажано народски, 20 директори од Струмица. Беше завршено се нивно преведување. Прашањето е конкретно, господине Бачев. Дали учествувавте во апсењето на директорот на шумското стопанство во Ландово и преведувањето на судијата Гевгелија? Јас бев од персонален аспект го водев тој тим, а конкретно тоа преведување го вршеа оперативни работи, тоа беше цел тим. Така, Од добро. дирекцијата за безбедност и контраразнавање, односно од оделот за организиран криминал. А во однос на судиките, тоаш тие фрази, тие гласни во јавност се ги монтира одредени медиуми блиски до опозицијата, како тие судики биле преведувани, тоа воопшто не беа преведувани, него тоа беа разговори во рамките на законските можности, бидејќи во законот за судови јасно стои дека секој во оваа држава е обврзан да му дава податоци од знание од интерес за сите тие работи кои што ги презема Министерство за внатрешни работи, и тоа беа најобични неформални разговори во седиштето на судот во Гевгелија. И немаше никакво преведување, а они таа галама ја дигна после 30 дена, од кога беа обавени тие разговори, бидејќи таму се направи тој директорот на МЛАС, што го спомнавте, со подкуп беше пуштен од притвор и тој беше основот за обавување на разговор, така, и тоа беше во рамките на консултациите што ги вршат државни органи помеѓу себе. Се беше во рамките на судовите. Господине Бачев, нашето време истекува. Томе од Новосело, да одговориме на сите прашања, имам уште 3. Томе од Новосело, бидејќи сте бивш работник во МВР, дали е точно тоа со аферата прислушкување? И кажете ни нешто повеќе за тоа. Па еве јас, бидејќи времето не дозволува, ви кажав преку мојот пример. Еве преку мој канали, дознав дека на лице во Штип го кажав бројот, мој даде идентичен број како мобилот, како мојот. А иначе точно тоа што кажувате. Тоа јас барем јас имам тие информации во управата за оперативна техника, така е викаат во ДВК. Знам дека беше набавена една најсофистицирана опрема која што отиде поранешен директор на управата за јавни приходи Сашко Станилов, директно ја донесе од Израел за прислушкување на сите тие како што ги кажуваат они политички противници, и за жал таа кадровска диверзија што ја направија во Министерството за внатрешни работи, тоа беше само еден сегмент од паралелно со Министерството за внатрешни работи, ВМРО да се формира и своја полиција. Паралелен тим за следење, за прислушкување, и тоа е повеќе можам да кажам во рамките на партиската активност на ВМРО да помане, не е во рамките на легалниот систем. Гледачот Добрици, зошто не постават водовод во Добрици, а во Ново Добрици пијат жолта вода? И јас му кажав, ако е квалитетно да се приклучи да освоиме за 2 години локалната власт, бидејќи сите тие проблеми веќе одат на локално ниво, на локалната власт. Во парламентот и во владата, согласно новиот закон што ќе се донесе за локална самоуправа, ќе се водат исклучиво работи од високата политика. И да не наседнуваат на тие сега партии кои што им одат по населените места, им ветуваат дека им градат патишта, водовод, така. Сите тие работи паѓаат на локалната самоуправа. Детски градинки, социјала, здравство, комунални работи, урбанизам, водовод, сите тие работи одат на локално ниво. Значи треба да го промениме системот, да најдеме квалитетни луѓе, нека не се приклучат, да направиме квалитетна советничка листа за 2 години, да ја освоиме локалната власт и проблемите сами ќе си ги решат. И последното прашање, господин Бачев, што мисли Бачев за 10 лица, порано вработени во МВР Струмица, сите професионалци со над 10 годишно работно искуство, меѓу кои раководители, на кои без причина им престана работниот однос? Дали доколку победи на изборите ќе се залага сите вработени да се вратат на работа? За мене колку што ми е познато, не се тоа само 10, него во цела Македонија околу 80 и сите тие ги добија судските постапки. Сега МВР веќе сега во теке постапка каде што тие лица треба да бидат вратени на работа и МВР ќе плаќа дебело обештетување на тие лица кои што неосновани на законски им престана работните односи. Тоа е резултат на таа кадровска диверзија што ја кажав, што се направи во МВР, каде што криминалците ги донеса во полиција, а овие искусните професионалци, тоа не беше случајно, тоа беше еден сегмент од рушење на безбедносниот систем на државата. Кога сите тие искусни професионалци со долгогодишно искуство едноставно беа избркани од работа, отстранети или маргинализирани, а како што кажав, сите тие криминални структури се внедија во МВР. Инаку, конкретно за прашањето, бидејќи јас потекнувам од таму, најдоследно ќе се залагам сите тие луѓе, ако дојдеме во опозиција, најнормално да ги вратиме во службата, бидејќи не треба да ги гледаме тие луѓе по партиска линија. Тоа се професионалци кои што голем дел од работното време поминале во тие безбедносни служби, се стручени, се способни, не треба да ви кажувам колку време, колку пари треба да се направи еден квалитетен оперативен работник. Добро. Ете, тоа беа прашањата од нашите гледачи, ги слушнавме и вашите одговори и стасавме до крајот на емисијата, почитувани господине Бачев. Преди се заблагодарам и вам и на гледачите на вниманието.
Бидејќи на сите досегашни мои гости во рамките на оваа предизборна кампања им посекав успех на изборите, нема причина тоа да не ви го Така. посекам и вам. Успех на изборите и се гледаме како што веќе рековте вие и после изборите. Така. Ви благодарам. Благодарам на вас. Почувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието се кое наследавте и довидување до следната емисија.